Почитувани пратеници, почитувани гости, медиуми и јавност. Ја отварам 11-тата седница на Комисијата за здравство. Констатирам дека на седницата присуствуваат мнозинството од членовите и комисијата може полноважно да работи и одлучува. На седницата се поканети представници од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. За седницата ви е доставена покана за следниот дневен ред: усвојување на записниците од 3-та, 4-та и 10-та седница на Комисијата за здравство и годишен извештај за работата на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија за 2024 година. Дали има предлог за дополнување на предложениот дневен ред? Бидејќи никој не бара збор за дневниот ред, го ставам истиот на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржан? Констатирам дека е утврден предложениот дневен ред. Пред да преминеме на точката од дневниот ред, предлагам комисијата да ги усвои записниците од 3-та, 4-та и 10-та седница на комисијата. Записниците во работен текст би се доставени во електронска форма. Дали има забелешки на записниците од 3-та, 4-та и 10-та седница на комисијата? Доколку нема, истите ги ставам на усвојување. Кој е за? Дали има против? Воздржан? Констатирам дека комисијата едногласно и без забелешки ги усвои записниците на 3-та, 4-та и 10-та седница. Преминуваме на точката од дневен ред, точка 1, годишен извештај за работата на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија за 2024 година. Има доставено мислење на влада и го молам представникот на Фондот за здравствено осигурување да го образложи извештајот. Директоре, повелете. Ви благодарам за поканата да образложам неколку работи од годишниот извештај за работата на Фондот за 2024 година. Би сакал да започнам со делот на здравствени осигуреници. Значи, во 24-та во основа имаме 1.839.537 лица кои имаат здравствено осигурање и битно е да се забележи дека бројот е намален за над 17.000 во однос на претходната година, што се темели на луѓе кои се отпишани од земјата. Бројот на вработени осигуреници е 557.000 и тој е стабилен и бројот на пензионери 353.000, а основна невработени лица преку програмата на Министерството за здравство се осигурени 254.000. Бројот на членови на семејствата што се осигурени преку носителите на осигурање 637.000 лица и тоа е намален за над 20.000 во однос на претходната година. По основна невработени лица, носители и членови на семејствата, бројот на осигуреници околу 417.000 лица и сметаме дека тој број не одразува реалната состојба во земјата и е предмет на дополнителни анализи. Просечно исплатеното осигурање во земјата со остварените приходи од 48,5 милиарди изнесува околу 3000 дена или 50 евра по осигуреник. Ако тоа се преведе во ефективна стапка за придонес, стапката за придонес би изнесува 4,91. Знаете дека номиналната стапка на придонес е 7,5%, меѓутоа ефективната е 4,91, што укажува дека имаме релативно низок процент на ефективно остварување на придонесите. Од друга страна, учеството на расходите на фондот во бруто домашниот производ е 5,07% и е зголемен за 0,27% поени. И ако споредуваме со земји со сличен развој, ова е адекватно издвојување за здравство. 5 до 6% од БДП издвојување за здравство е
адекватно за земја како нашата. Нормално има земји со повеќе и поголеми издвојња како Германија, кој издвоја 10% од БДП за здравство, таму и БДП-то е поголем и процентот е поголем, меѓутоа ова го давам како илустрација за да во состојба на приходната страна можеме да разговараме што се реализира. Во 24-та, благодарејќи на ребалансот на буџетот на крајот, добивме дополнителни средства и бевме во можност да ги изголемиме скоро сите категории на финансирање. И знаете дека во Фондот за здравствено осигурување спектарот на услуги што ги покрива се од нели самото здравствено осигурување, преку примарното, секундарното, терцијарното здравство, диализа, кардиохирургија, рехабилитација во бања, ортопедски помагала, рефундации, лекување во странства, следење на меѓународните договори и во сите овие категории имаме зголемување. Ведно да напоменам дека имаме зголемување на лекови издадени на позитивната листа од 1 милион рецепти плюс и само да го најдам точниот износ, мислам дека околу 300 милиони плюс во, се извинувам, 525 милиони денари плюс. Дел од тоа можеме да го поврзиме со зголемувањето на позитивната листа која се случи во втората половина на 24-та година, кога воведовме 9 генерички лекови за кардиоваскуларни болести, болести на крвта и болести на централниот нервен систем. Оно што успеавме да го постигнеме во 24-та и е првото зголемување на платите во јавното здравство во ноември 24-та и декември беше постигната и согласноста која треба да ја следиме со синдикатите за континуирано зголемување на платите во 25-та, 26-та, 27-та и 28-та и финансиските проекции за овој период што следи го одразува тоа. Тука би застанал со краткиот вовед, би оставил повеќе време за прашање доколку имаат пратениците и би одговорил по нив. Ви благодарам и отварам расправата. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, тогаш јас ќе поставам едно прашање. Ќе ве молам, ќе може ли да елаборирате по однос на бројот на дадени дозволи за лабораториска дејност и пакетите ЛУ1 и ЛУ2 во компаративна анализа 22-24, тоа го има во извештајот, па да ни објасните за што станува збор, зашто е тоа зголемување. Благодарам. Значи, тоа се однесува на севкупната специјалистичко-консултативна здравствена заштита или ССКЗ скратено. Таа се сочинува од три столба. Едниот е медицински, едниот е стоматолошки, третиот е лабораториски. И во овие три столба фондот склучува договори со приватни здравствени установи кои стануваат дел од мрежата на здравствени установи. Мрежата на здравствени установи уредена со уредбата за мрежа за здравствени установи, која предвидува во сите дејности колку извршители на здравствената дејност ќе има за да се обезбеди соодветна заштита. Значи, таму е предвидено од матични лекари до кардиохирурги колку би требало да биде во состојба, би требало да има во состојба на проекцијата за население. Здравствената мрежа е дури
уредена на ниво на региони, на општини, значи има точни проекции каде колку здравствена дејност треба да се извршува. И таа е доста прецизна. 2019 со одлука на владата е симнат максималниот број на здравствени установи што треба да бидат вклучени во мрежата. Значи, таму има стандарди демографски, колку лаборатории треба да има на 1000 луѓе и има максимален број спрема податоците од пописот кога е правена таа мрежа. Со одлука на владата укинат е максимумот, пошто следи зголемен број на издавање на дозволи за вклучување во мрежата на здравствени установи од страна на Министерството за здравство. Согласно законот, чим Министерството за здравство издаде дозвола за вклучување во мрежата, фондот е обврзан да склучи договор со соодветната здравствена установа за нејзино финансирање, која е базирано врз основа на бројот на тимови, здравствени тимови спрема стандардите воспоставени од Министерството за здравство. И можам да кажам дека потоа, посебно во 23-та, следи значителен скок на бројот на издадени дозволи за вклучување во здравствената мрежа, и то не е само во областа на лаборатории, тој и во областа на стоматологијата, каде што веќе имаме повеќе вклучени здравствени установи отколку што имаме во медицината, што е малку апсурдно. Дополнителен проблем е дека во основа не се следени географските стандарди. Покрај тоа што укинат максималниот број, не се следени географските стандарди, имаме огромна концентрација на такви вклучувања во Скопје, на штета на остатокот од земјата и вклучување на можеби помалку потребни здравствени услуги. Бидејќи правев повеќе анализа за стоматологија, например, таму имаме повеќе протетичари и орални хирурзи вклучено, а многу помалку ортодонти вклучено. И, например, во Скопје имаме 35 дозволи повеќе за протетичари од што дозволуваат стандардите. Сетото е на штета на други градови. Кај биохемиските, кај лабораториите, пробивањето уште е позначено, бидејќи спрема стандардот за биохемиска лабораторија треба 1 на 18.000 граѓани, а ние имаме многу повеќе од тоа. Ние само во јавното здравство имаме лабораторија во сите здравствени домови, во сите болници. Значи имаме и центрите за јавно здравје, можам да ги додам тука, значи само во јавното здравство имаме над 100 лаборатории. Минатата година, ова веќе не е поврзано со извештајот за 24-та, реагиравме, ние пишавме до Министерството за здравство дека не можеме понатаму да продолжиме со овој процес на неограничено издавање на дозволи, и можам да информирам дека на последниот седница на владата, на која се разгледуваше реализацијата на водината програма, донесен е заклучок за преиспитување на функционирањето на мрежата на здравствени установи и согледување на состојбите. Нашата залажба во фондот е да се врати максималниот број на издадени дозволи и строго да се почитува регионалната дистрибуција, за да се спречи понатамошна концентрација во Скопје и дополнително да има баланс. Например, за педиатри во секој момент би изделе било каде да има барање, бидејќи нема доволно. Значи, генерално квотите се пробиваат со тип на здравствени установи кои не ни се најпотребни во моментот, на штета на здравствени установи каде што имаме
потреба и со заклучокот на владата сме задолжени Министерството за здравство и фондот да дадат соодветно мислење што треба да се измени. Ако можам да додадам, ваквото ситнување на дејностите па влија и на зголемување на цената на дејностите, бидејќи сите знаеме дека ефикасноста, посебно на лабораториите, зависи од обемот на работа и нас не ни одговара едно вакво расцепкано действување, меѓутоа тоа е согледано. За жал, што било поминало, ние не можеме да ги одземаме дозволите, бидејќи кога воведена здравствената мрежа пред 15 година, признаен е статус квото. Тие што веќе имале добиено дозволи за работа, се прифатени а што сакале да бидат во мрежата, се прифатени во мрежата. Благодарам, директоре. Повелете, колешка, ќе имате прашање? Благодарам. Јас дека јас сум концесионер, веќе имам договор со фондот како матичен лекар веќе од 2007 навака. Значи, навистина сме имале добри односи со фондот, навистина е проширена листата на позитивна листа, навистина казните се намалени, порано, например, имаше казна ако имаш препишено повеќе рецепти спрема реализираните, сега тоа не е веќе, навреме сме известени и така натака, но јас сакам да прашам нешто друго во врска со Општата болница Кичево, во здравствениот дом и Општа болница Кичево, пошто во лабораторија во ЛУ2 уште ги немаме ние, значи не можат пациентиве преку фондот, преку книшка да проверат тироиден статус, значи уште немаме, а во приватниве ги има, да не зборуваме за туморски маркери и за гинеколошката палета. Значи, дали има некој обид од страна на фондот, пошто навистина сега тие се барат многу, а треба кичевчаните да патуваат до Битола или до Охрид или до Гостивар, ќе кажам, за да може да добиват такви резултати. Ви благодарам. Ви благодарам, колешке. Повелете, директоре. Значи, во основа фондот е во стагнација од негде 2016 година, вклучувајќи во неревидирање на ценовниците за У1 и У2, и то не е само во тие ценовници, значи значителен број на ценовниците се од периодот 2010-2016, делот од болничките DRG-усови се коригирани 2019 и од 2019 скоро ни една цена не е ревидирана. Што се случува? У2 пакетот се поскапи тестови, значи ние не даваме доза ова услуга смеете, ова услуга не смеете да ја давате, туку се одобрува целата листа на услуги. Болниците и здравствените домови во основа на цената и колку е скап тестот, самите одлучуваат кои тестови ќе ги прават, кои тестови нема да ги прават и генерално ги избегнуваат тестовите каде што набавната цена на тестот е поскапа од цената што фондот ја плаќа. Ние го гледаме процесот и имаме покренато процес на ревизија на ценовниците со предимство на тие од 2010 што не се променети, бидејќи таа непроменена цена влие да некои од здравствените установи ги одбива да ги работат здравствените услуги каде што цената е неповолна за нив и самите ограничуваат листата, сакат да го заштедат буџетот што го имаат за во конкретно случај лабораторските услуги што се поевтини, каде што не влегуваат во загуба со нивното правење. Мислам, проблем има многу, меѓутоа работиме на тоа. Дополнителен проблем кој сме веќе кај лабораториите е отсуството на било каква контролно патување. Јас го дадов примерот со тумор маркерите, бидејќи се често спомнувани, ги нема, се жалат пациентите. Ние годишно работиме околу 300.000 анализи за тумор маркери. Меѓутоа, што се случува? ПСА имаме околу 70.000 годишно, што е далеко доволно. ПСА е за простата и единствениот диагностички тумор маркер. Сите други тумор маркери се за следење
на болест. Само ПСА има диагностичка вредност и таму правиме помалку. Треба 150, можда и повеќе илјади анализи да правиме годишно. Од друга страна имаме 30.000 тестови за рак на дојка тумор маркер, кој е единствено валиден за следење на болеста, веќе постоечка болест. И тој се следи да се види дали ракот реагира на терапијата или не реагира. Меѓутоа, бројката укажува дека многу упати се издаваат на здрави жени, за да се прегледа. И во основа ние на лабораторијата уште има околу 3 милиарди, во 24 3 милиарди денови, значи околу 50 милиони евра. Меѓутоа се случува да заради отсуството на јасни водичи што, кога, како треба да се тестира, да имаме големо, условно да кажам, као и расту, се прават непотребни тестови, а потоа не достасуваат термини или реагенции за потребните тестови. И како што работиме на лековите и на лабораториите, сакаме да воведиме дигитализирано следење на водичите, дали се преминуваат водичите. Бидејќи за се има стандард, не знам, тироидеја, ја спомнавте ли кој тест? Тироидеја, има стандарди во која ситуација треба колку пати да се следи тироидејата. Едно ако е превентивна контрола, друго ако е болест која треба да се следи. Кај нас, за жал, заради неупатеност на матичните, делумно заради притисок од пациентите, многу лесно се издават диагности. И не е само лабораторија. Извинете, колешке, ќе ве прекина, меѓутоа ниту ви е уклучен микрофонот, ниту ви дадов право на збор. Ве молам, неформална комуникација не е вака. Благодарам. Повелете, директор. Значи, проблем има напластен и утре добив порака дека се уште бараме субспецијалист гастроентерохепатолог да препишува рецепти, а веќе имаме специализација гастроентерохепатолог. Значи, работиме на тоа и секако сакаме да заштедиме таму каде што е непотребно, за да има повеќе за таму каде што е потребно. Бидејќи 50 милиони евра или 3 милиарди денари, сепак е пристојна сума што издвојуваме за лабораториите широм земјата. Колешке, дали имате дополнително прашање? Порот ми беше само да кажам, не дека како матичен прашав дали имаме, туку специјалистите. Имаме ендокринолози, имаме субспецијалисти, ама не можат преку упати да треба приватно, после колку се веродостојните резултати, затоа ми беше, не за друго. Како матичен, не прашам како матичен, туку како општа болница. Ви благодарам. Благодарам и вам. Следна параше да постави прашање Олга Лозановска. Повелете, колешке. Благодарам, председателка, почитувани колеги, почитуван директор на Фондот за здравствено осигурување. Ви благодарам што сте денес тука. Ви благодарам за вашето излагање. Јас имам одредени дилеми околу две работи. Во вашиот извештај за 2024 пишува во однос на општи лекари. Во текот на 2024 година примарна здравствена заштита на осигурениците обезбедуваа вкупно 1499 општи матични лекари и во споредба со претходната година бројот на општите лекари е намален за 8. Споредувајќи го со бројот на осигуреници, на секои 10.000 осигуреници склучени се 5,27 договори во примарна здравствена заштита, општа медицина и најголем дел се вклучени во Полошкиот регион и во однос на гинеколози. Во текот на 2024 примарна здравствена заштита на осигурениците обезбедуваа вкупност 162 гинеколози во споредба со претходната година зголемен е бројот за еден лекар и
споредувајќи го со бројот на осигуреници на секои 10.000 осигуренички, склучени се 1,57 договори во примарна здравствена заштита, гинекологија и најголем број се склучени во Вардарскиот регион. Значи, спрема мене ова е доста голем број на осигуреници, кој што офаќа еден матичен лекар. Знаеме сите дека превенцијата, односно примарното здравство е основата на здравствениот систем, па ме интересира дали Фондот за здравствено осигурување во таа насока презема некои одредени мерки. Ви благодарам. Благодарам на прашањето. Јасно отсуството на интерес за примарна здравствена заштита. Еден дел затоа што е приватна здравствена заштита, бидејќи знаете дека матичните лекари, матичните гинеколози кај нас се приватизирани пред многу години. И тоа е проблем во повеќе насоки, вклучувајќи отсуство на развој на кариерата, бидејќи останувате горе-доле на истото ниво во професионалниот развој. И тоа треба структурно да се адресира. Еден од проблемите беше многу ниските исплати од Фондот за здравствено осигурување према матичните лекари, што во основа најголем дел од здравствените установи ги правеше неодржливи. И затоа во 25-та година фондот донесе прилично храбра одлука, можам да кажам, за зголемување на капитациите кај матичните лекари, кај матичните гинеколози за 30%. Значи, кај матичните лекари бодот се зголеми од 75 на 100 денари за да се зголеми финансиската атрактивност на оваа служба, ова здравствена дејност, уствено да кажам. Со тоа што кај матичните лекари мораме понатаму да работиме, бидејќи заради негативната демографска структура на примарното здравство, наредните 10 години ќе имаме сериозен одлив на матични лекари кои ќе одат во пензија, а знаете дека преносот на дејноста не оди едноставно. Кога матичниот доктор оди во пензија, фактички се распушта бројот на пациенти што ги има собрано и новиот доктор почнува одново и тука се губи значително време во тие транзиции и тоа меѓу другото го обесхрабрува влезот на младите доктори во мрежата, бидејќи процесот на создавање на мрежата да стигнете до едно рентабилно време, рентабилен износ трае одредено време. Кај гинеколозите исто ги зголемивме износите, има доволен број на гинеколози, значи само приватни гинеколошки специализации од 2018 наваме има 170. Тоа е поединечно професијата со најголем број на приватни специализации во земјата. Се надевам дека со зголемувањето ќе се зголеми интересот за повеќе матични и останува критична точка руралните доктори и веќе не е само руралните доктори, веќе помали населби и поголеми села веќе стануваат проблем, бидејќи заради падот на населението овој систем на финансирање ги прави нерентабилни. Еве имаме во моментот барање од Јажинце да го прогласиме за рурална населба, бидејќи не може да ги постигне стандардите на рентабилност. Ние објавивме еден повик за предлози за измени во делот на рурални доктори и мали населени места и сакаме да направиме дополнителен потик. Ние веќе имаме дополнителен стимул за руралните доктори, меѓутоа ќе мораме да размислуваме поинаку и да бараме алтернативи, бидејќи сегашниот систем на потикнување не ги дава посакуваните
резултати и мораме да бараме начини да обесхрабриме концентрација на севкупното здравство во Скопје. Да кажам дека ова не е само македонски проблем, не е проблем само во Македонија. Сите земји се соочуваат со дефицит на лекари во примарното здравство и на сестри, да спомнам, не е само лекари проблемот. И таму една од работите кај што ќе мораме да бараме и релаксација на нашите очекувања е дека, например, во малите места може би ќе треба да има само доктор без медицинска сестра, бидејќи веќе имаме десетина амбуланти каде што долго време не може да се најде медицинска сестра, вклучувајќи дека во нивните општини нема веќе невработени медицински сестри. И сега прашањето е дали сакате полатим да имате во здравствената установа или воопшто да нема тим, бидејќи очекувањата за како ќе изгледат тимовите, посебно во малите места, се правени во времето кој имало многу невработени доктори, сестри и фармацевти. Проблемот и со аптеките. Сега веќе проблем на невработени може само ако бираат да работи, иначе дека реално невработени има во системот, не. Во Дебар има невработени доктори, ама има празни работни места во примарното здравство. Некад младите доктори додат во примарно здравство и можеме да најдеме начин како да го охрабриме тоа. Ви благодарам, директора. Претеничка, дали имате дополнително прашање? Благодарам на одговорот. Следен побара збор, колегата Ријаче Кири, повелете. Фалмдин, ви благодарам. Ви благодарам, господја председателка, почитувани колеги тука присутни, денес ние слушнавме извештајот, описот на годишниот извештај за 2024 година од страна на директорот на Фондот за здравство, извештај кој прави еден опис и на организацијската структура, но и дестинација на средствата кои таа институција ги дестинира за здравствени услуги. И јас имам неколку забелешки во врска со извештајот, бидејќи извештајот гледам дека е со еден преведен е со Google Translate и во професионалниот работа, не познава извештај за, нема извештај за дишење, таков може да има во областа од здравството, во општиот случај, не може да има извештај за дишење. Ова во идни на директорот заедно со управата да го коригира и да е се опфатен во овој правец и да е преведен на професионален начин. По два, господин директоре, ние како држава функционираме 35 години. Вие вчера, колку што знам, славевте 35 години од функционирање на фондот. Фонд кој просто во минатото имаше голема акумулација на финансиски средства од тие кои плаќаја, лицата кои се осигурени во тој фонд, и ние знаеме дека во рамките на Република Северна Македонија граѓаните се соочуваат со сериозни проблеми во врска со здравствените услуги. Вие сте свесни во рамките на клиниката, вашата клиника, граѓаните или лицата кои се обезбедени во Фондот за здравствено осигурување или државата има обврска, нив да му обезбеди здравствена услуга, адекватна здравствена услуга, тие се во ситуација на која не може да добијат таа ситуација, граѓаните се обврзани да одат приватно да направат некои снимања, и тие снимања во врска со томографијата
или магнетната резонанца која приватно ја прават, значи никој не му ги покрива тие трошоци. Државата е врзана да му ги покрие, да ја покрие таа здравствена услуга. Тие се лица кои плаќаат услуги во рамките на фондот за здравствено осигурување, но здравствениот фонд и државата не му ги враќа тие средства и не му ги плаќа тие средства. И на крај ако нема апаратура, тогаш зошто здравствениот фонд не му ги покрива тие здравствени услуги на тие лица кои имаат такви потреби. Има одредени случаи на лица кои чекат можеби во секој момент да умрат и сега тие се треба да одат на приватни снимања, можеби финансиските средства не ги имат за да ги завршат тие уплати. Добро, значи вие како директорка институција да ги преземете се што покрива регулативата да се преземе. Едно прашање, значи пријателско прашање да ви поставам, колку вие сте задоволни од услугите кои ги нуда здравствениот сектор за сите граѓани во Република Северна Македонија, бидејќи јас како граѓани, значи не сум доволно задоволен од причина што немаме ни доволен персонал, ни добри здравствени услуги и на крај и болниците кои се одговорни, не ги имат потребните средства за да понудат здравствени услуги на пациентите. Вие знаете дека пациентите излегуваат и купуваат средства за да примат инфузија во нивните болници кои ги имаме во градовите во државата. Ова е значи многу лошо. Ние зборуваме за дигитализација. Дигитализацијата не функционира сам. Значи дигитализацијата функционира кога ние му нудиме на граѓаните услуги. Треба да се земи предвид оваа ситуација војнина, значи да ги подобриме здравствените услуги за сите граѓани. На крај крајва, ова што е со здравствените услуги, ние голем дел од граѓаните сега значи не заменуваат од државата. Да не зборуваме за докторите и персоналот кој значи во значаен број се заминати од државата. Ви благодарам. Благодарам и вам, колега. Директоре, повелете. Благодарам. Благодарам за кажувањето дека преводот на албански не е соодветен. Имаме 3 преведувачи. За жал, ја не знам албански, за да го проверам квалитетот на преводот, ке пренесам на колешките кои го работат тоа. Ова минатата година правевме 25 години, бидејќи фондот претходно екзистираше во поинаква форма. Тука би сакал да ставам нагласок на една работа на очекувањата на солидарноста во здравството и во пензискиот фонд. За разлика од пензискиот фонд, каде што има ограничена солидарност, бидејќи на крај висината на пензијата зависи од колку сте оплакале во текот на работниот век, во здравствениот фонд очекувањата се неограничени. Значи, без разлика колку сте оплакале, очекувате неограничени услуги. Во моментот просечната уплата по осигуреник во фондот е 3000 денови на 46.000 денови годишно и во состојба на таа уплата, која може да биде 1 и 2 месеци, значи не мора да е континуирана. Во пензискиот се очекува 40 години да плаќате, се очекуваат здравство по стандарди кои ги има во земите каде што придонесите се далеку повисоки. Ние често функционираме како противпожарна бригада, под јавен притисок се одобруваат лекувања кои достигнуваат над 200-250.000 евра годишно по пациент. Од друга страна има нерешени основни работи. Не знам, во една болница, да не кажам во кој град, змислуваат за ангиографија, а немат мамограф. И сме свесни дека имаме неравномерности и пропусти на повеќе полиња. Меѓутоа, јас морам да комуницирам дека за волку средства можеме да обезбедиме волку здравствени услуги. Секако има простор внатре во тие пари да се обезбеди подобрување, меѓутоа има некој лимит што можеме да го постигнеме. Во однос на компјутерите, магнетите, како и со лабораторите, како со лековите, клучен проблем е што
сите овие години не е воспоставен ефективен механизам за контрола на индикациите и оправданоста. Бидејќи општа пракса е да појдете на матичен доктор и да му речете јас сакам лабораторија ваква да се направи и сакам да одам на компјутер. Ние и да сме пребогата земја не можеме да си дозволиме да се издаваат упути без соодветни медицински индикации. Одговорно тврдам дека дел од зашто што се случува во нашите системи е затоа што се прават многу упатувања надвор од пропишаните медицински индикации. Тоа прави тесни грла за тие што навистина имаат потреба. И тоа како согледување го имаме. Дигитализацијата треба да помогне во овој дел, да упатувањата, без разлика дали е рецепт, упат за лабораторија или упат за радиолошки преглед, преку дигитализацијата бидат во позадината проверени дали ги исполнуваат здравствените стандарди, дали за таа диагноза потребен е компјутер или магнет. Сега популарно сите сакат магнет, а за повеќето работи претпоставам би бил индициран компјутерска томографија. Да не одам премногу детали. Значи, ние можеме да го подобриме тој дел и во основа дополнителен проблем е тоа што набавките во здравството се одвиваат кампањски. Сега, оваа година ќе ни стане актуелен проблем, скоро сите машини за компјутерска томографија се набавени пред 15 години во една голема кампања тогаш направена и сите се блиску до истекот на својот животен век и такви шокови во финансиски тешко се совладуваат. Работиме на сите овие работи заедно со здравствените установи, секако заедно со Министерството за здравство, меѓутоа делот на тупаните проблеми се толку големи да можеме чекор по чекор да ги решаваме и сме отворени на критиките и сакаме да ги решаваме. При тоа можеме да воспоставиме јасна патека на движење на пациентите за да се спречи тоа што се случува да Скопје станува тесно грло. Ова е надвор од прашањето, ама ќе го кажам, кај нас постои правото на избор на лекар и тоа право се доживува апсолутно. Тоа значи дека пациентот Стумица може да посака да прави компјутерска томографија во Скопје, иако може да ја направи во Стумица, ако не во Стумица, во Штип. Бидејќи правото на избор е неприкосновено. Ние не можеме да издржиме таква концентрација на здравство во Скопје и имаме сериозно потфрлање на искористеност на одредени капацитети надвор од Скопје и многу сериозни проблеми во Скопје, бидејќи веќе добар дел од соседните, не само соседните градови и за диагностика и за третман се подпираат на болниците во Скопје. Го знам на памет, 2 гинекологи во Скопје, клиничката и ЧАЕР, се 50% од проаѓањата во државата, а не се 50% од децата од Скопје. Куманово има над 1000 раѓања годишно, само 300 се пораѓаат во Куманово. Ние таков притисок не можеме да издржиме во Скопје и единствен начин е да има регионален равномерен развој, меѓутоа и упатувањето на пациентите да биде регионално равномерно. Тоа што може да се реши во 3 клинички болници, во Штип, во Битола, во Тетово, се надевам дека и во Охрид има болница со таков статус, да се решава таму, да не се препраќаат пациентите во Скопје. Свесни сме за проблемите и работиме на решавањето. За признавањето на приватно направените анализи, морам отворено да кажам, за мене тоа е коруптивен
ризик, затоа што така сметам дека ќе имаме неограничен број набавања без јасни системи на упатување и во минатото се покажало кога нема соодветни контроли. Еве тој проблем го имаме во ортопедски помагала во моментот. Имаме преголем раст на расходите за ортопедски помагала, бидејќи лекарите прелесно препишуваат, например, слушни апарати. И така натаму, и така натаму. Значи, без соодветни контролни механизми, делото ово што очекувате да го направиме е да се признават приватните сметки и да се рефундират, нема да биде возможно. Ви благодарам, колега, дали имате дополнително прашање, повелете. Јас се извинувам што уште еднаш треба да се впуштам во дебата. Директор, имам разбирање за тоа што вие го кажувате и го представувате. Вие ја истакнавте случајот со Куманово, значи од 1000 и неколку деца кои се раѓат во рамките на годината, само 300 се раѓат во болницата во Куманово. Јас доаѓам од Кумановската зона, значи јас сум роден во таа болница, не знам кога последен пат сте биле во таа болница, да посетите, да ги видите условите на каков начин функционираат по два. Во врска со тоа што вие го истакнавте, ако ги прифатите и ги рефундирате финансиските средства во врска со покривањето за трошоците за снимање кои може да се направат во приватниот сектор, во приватните болници, јас сметам дека ние свесни, значи го уништуваме. Ги уништуваме здравствените државни институции кои се на услуга на граѓаните, давајќи му една подкрепа индиректно на приватните болници кои прават убава работа, но ја прават за финансиски средства. Не сакам да се спротивам на нивната работа, но ние на некој начин помагаме во комерцијализација на здравството. Ова е тенденцата, ова е мојата интенција, значи на некој начин здравствениот фонд, Министерството за здравство да го преземи, значи да потреби, да направи потребни контроли, да ги подкрие услугите за граѓаните и да не му остава можност на индивидуите, значи лицата, да го злоупотребат тој дел. Ние треба, како држава, ако сакаме да го попречиме тој дел, тогаш треба да му обезбедиме средства, апарати за да извршат таа работа. Значи, ви истакнавте дека може да се злоупотреби и од докторите. Јас на секој ден имам телефонски повици од граѓаните кои се јавуваат и барат интервенции за да се извршат некои интервенции во болниците од наши пријатели и тие кои таму се вработени имат притисоци, бидејќи не можат да ги завршат сите тие услуги. Ние имаме 2-3 центри за снимање, значи Куманово нема апаратура за снимање, нема центар за снимање, Гостивар исто така нема апаратура за снимање. Да кажеме, значи продолжуваме понатаму да не истакам, во Гевгелија нема апаратура за снимање и дали се болниците организирани во рамките на државата. Ние претендираме да сме држава која треба да сме дел од Европската Унија, но основните средства се уште ги немаме. Ова мене ме загрижува директор и значи заедно треба да го помогнеме овој дел. Опозиција, позиција, секој кој има можност да даде потребен на помош за граѓаните. Не го кажувам ово со тенденција некој да го провоцирам, сум загрижен. Секој ден имаме проблеми од ваква природа и граѓаните не можат да ги добијат здравствените услуги. И јас сум имал случај, сум зел човек кој сме го зеле од болница и приватно сум требал да купам ампули за да му ги дадеме на пациентот. Ова е болно, значи ова е болно. Во 21 век се соочуваме со вакви ситуации, ова за мене е неприфатливо. Ви благодарам. Ви благодарам, повелете директор. Може само да додадам многу кратко. Баш вчера имавме разговор со раководството на Кумановската болница и сакам да укажам дека ние имаме структурни проблеми кои се длабок, кои одат не во времето на опозицијата, туку во сите претходни времиња. Значи, моментално во Куманово има 25 хирурзи и 0 анестезолози.
една од причините за падот на бројот на пороѓаи во Куманово е отсуството на анестезиолог и одбивањето на гинеколозите да пристапуваат кон одредени породувања без присуство на анестезиолог. Бидејќи двата анестезиолози кои работеле во болницата заминале во пензија и тоа е тоа. Значи, да, ќе набавиме нова опрема за гинекологија, меѓутоа, што со новата опрема, која ќе биде ограничено користењето на новата опрема и да беше само Куманово проблем со анестезиологија, ќе беше решлив. Ние во моментот имаме сериозен дефицит на анестезиолози во целата држава и добар дел од хируршките интервенции стануваат ограничени заради недостаток на анестезиолози широм државата и дополнителното не е проблем само во Македонија. Анестезиолозите заедно со патолозите, онколозите се дефицитарни во Европа и стално ќе постои дополнителен награда ако некој анестезиолог замине во странство, бидејќи дефицитот е огромен во цела Европа. Значи, ние можеме да добар анестезиолог не се продуцира за една година, 2 години, 3 години, 5 години. Значи, ние можеме целата патека на едукација да ја промениме и да се сочиме и да ги согледаме европските искуства за клучните недостатоци на каде. Кога ќе ги видите просеците национални, ние скоро се имаме доволно. Има доволно и доктори per capita, има и доволно медицински, има и доволно сали. За жал имаме непреклопување на сите овие капацитети. Негде има 25 хирузи, нема анестезиолог, негде има хируршки сали, а нема хирузи. И така натаму, и така натаму. И мислам дека ова се прашање на кој и власта и опозицијата мора да изградат заеднички став, бидејќи ова сега, ако почне да се менува, резултати ќе даде за 10 до 15 години од сега решање за некои од структурните проблеми. И сме целосно посветени со раководството на Кумановската болница, конкретно бидејќи обслужува голем број на луѓе, да најдеме начини да се подобри состојбата и верувам дека наскоро ќе има резултати и во таа болница. Ви благодарам, директоре. Би сакала за крај да потенцирам дека нашата соработка со сите чинители во извршната власт во областа здравство започна од почетокот на овој мандат во форма на неформални средби и на една таква средба беше разгледувана извештај за 23-та година. Еве сега решивме дека ќе ги формализираме разгледувањата на извештаите на комисија и истите ќе поминат понатаму на пленум за 24-та и 25-та година. Сметаме дека поблиската соработка на комисијата за здравство со чинителите од извршната власт од истата област е од исклучителна важност за паралелните процеси кои што се случуваат во законодавниот дом и во извршната власт, меѓутоа укажува и на фактот на повишена транспарентност на чинителите во извршната власт кои што доаѓаат пред представниците на граѓаните од сите политички партии, од сите чинители и тука ги реферираат своите извештаи. Ви благодарам уште еднаш за Да те прекинем, извини, повелете. На кратко, проблемите во здравството се толку големи да мора сите заедно многу да работиме. И во основа, минатиот пат дојде вториот директор, овој пат сакав јас да дојде ми да разговараме, бидејќи во основа сметам дека ни недостасува разговор. За да ги споделиме информациите, да ги споделиме очекувањата и да разговараме за структурни прашања што можеме да ги менуваме, каде што ќе постигнеме заеднички консензус, бидејќи ако не постигнеме за структурните работи консензус, тешко ќе се преминува. Дел од решенијата ќе бидат непопуларни, претпоставувам, ама ќе можеме да ги направиме и затоа сакав да дојдам и да разговараме. Истовремено јас сметам дека собранието има централна улога во носењето на политиките и сите заедно и од власт и од опозицијата треба да
комуницираме околу клучните политики. Ви благодарам на поканата и не само јас, туку фондот ќе биде цело време достапен за на Комисијата за здравство за било какви расправи. Ви благодарам уште еднаш. За известител на седница на Собранието комисијата го определува пратеникот Олга Лозановска. Констатирам дека дневниот ред е исцрпен и ја затварам 11-та седница на Комисијата за здравство. Ви благодарам на сите. Благодарам.